Во меѓувреме пристигна и нашиот гостин во студио, магистар Михаил Минов, фармацевт, секогаш овде во студиото со добри совети, а денес на тема како влијае пролета и сето она што пролета го носи со себе врз нашето здравје. Добро ви утро. Добро утро, Искра. Добро утро, гледачите на Алфа телевизија. Пролет, убав период од годината, можеби најубав, нели? Но за жал си има и своји лоши страни. Ние ги доживуваме повеќе како можеби не толку лоши, ама така како малце да сме успорени, да не можеме, да немаме јасна мисла, да сме како заспани, некако магла во главата, јас така си го викам тоа. Ајде одиме поред. Знаеме дека на пролет буквално целата природа се буди, дали и ние се будиме заедно со неа? Апсолутно да, се будиме и ние, нашиот организам е исклучително поврзан со природата, како што се менува годишното доба, така се менуваме и ние. Меѓутоа, како и на све во природата, така и нам ни треба малце време за адаптација. И обично таа магла во главата, нели, таа пролетна, условно кажано, депресија, ја преживуваме за отприлика 20 дена, максимум 4 недели, после кој што период веќе сме, нели, онака добро подготвени за летото. Сега што се случува во тој период? Всушност, доаѓа до балансирање на хормоните, на нивото на хормони, бидејќи денот се продолжува, тоа значи дека и хормонот на спиење, неговото излачување ќе се намали, кој што се лачи ноќно време, а преку ден се намалува лачењето на кортизолот, бидејќи надвор веќе не е толку ладно, односно многу потопло е, така да на моменти се чувствуваме дека сонцево ни смета, дека топлово ни прави проблем. У суштина треба да се адаптираме на промената. Таа промена, тој пролетен замор, летаргија, како ли што се нарекува, различно ја чувствуваат различни луѓе, некои со поспаност, некои до сериозна депресија дури одат. Има ли начин како да си помогнеме? Рековте до 2 до 4 недели, но тоа не е со нож пресечено, некој подолго, некој покусо. Индивидуално е многу. Еве, од фармацевтска гледна точка, како да си помогнеме? Значи, она што воколку нема друга индикација, воколку нема друга дијагноза. Во тој случај, суплементите кои што се од групата на адаптогени се најдобар избор за надминување на ваквата нелагодност која што ја чувствуваме во текот на пролет. Во групата на адаптогени спаѓаат сибирскиот женшен, спаѓа шафранот, родиолата. Тоа се све растенија, односно екстракти од растенија, кои што му помагаат на организмот полесно, побрзо, поедноставно да го надмине периодот на, условно кажано, пролетната депресија, на пролетниот замор. Редовното конзумирање на сибирскиот женшен, например, ќе доведе до една зголемена енергичност на организмот. Самиот човек ќе се почувствува дека, може и планина да помести, дека не е уморен, дека ништо не го боли, од промајата не го вртат ни зглобови, ни рамо. Едноставно, многу повеќе енергија. Како што, нели, нивото на енергија во организмот е повисоко, така и се останато се нормализира. Друг придружник, за жал, на пролета се алергиите. Ајде прво да почнеме од она што се има во природата на кое што ние луѓето сме алергични, или е предолг списокот? Исклучително долг список. Значи, покрај алергиите, односно алергените, малите молекули од растенијата, од поленот конкретно, кои што ги предизвикуваат алергиите, тука се алергените и од прашината, тука се алергените од домашните животни, значи исклучително долг список. Инаку алергените, организмот, човековиот организам кон нив реагира многу слично како кон вирусите и бактериите, значи повторно доаѓа до активирање на имуниот систем, односно доаѓа до зголемување на активност и концентрацијата на имунокомпетентните клетки, ги викаме, тоа се маст клетките, имуноглобулините. Со коронава ги научивме веќе тие термини, така да не е тоа толку ново, не е тоа толку нечуено. Меѓутоа, реакцијата која што се јавува во организмот не е од типот на антиинфективна реакција, туку е реакција на пречувствителност.
Значи, најчесто алергиите ги манифестираме со зголемено лачење на секретот нос, кој што стручно го викаме ринит, меѓутоа знае да дојде и до отекување на грлото, односно појава на една сува непродуктивна кашлица, значи условно кажано симптоми слични на оние кога сме настинати. Но не сме настинати, едноставно сме алергични кон конкретни цвеќиња, односно растенија кои што цветат во конкретниот период. Во тој случај потребно е употреба на препарати кои што ќе му помогнат на организмот да ја надмине таа состојба на моментална алергичност, односно не може таа да се излечи, но симптомите може да се ублажат. Симптомите да се ублажат, значи како што наутро го миеме лицето, ги миеме зъбите, потребно е и да ги исплакнеме ноздрвите. Зошто? Затоа што плакнејќи ги ноздрвите, всушност се изфрлува целата нечистотија, вклучително и алергените кои што се налепиле на слуста која што ги обложува ноздрвите внатре во носниот канал. Како тоа го правиме? Постојат спрејчиња со изотонична морска вода или изотонична морска вода со алоe или со хиалуронска киселина, може би најдобрата комбинација, кои што ја исплакнуваат слузницата и ја обложуваат, односно не дозволуваат контакт на алергените со слузокожата и понатаму ја стопираат реакцијата на пречувствителност. Препаратите од типот на антихистаминици кои што се каде што верувам гледачите повеќето го знаат лоратадинот, во принцип се лекови, би требало да бидат конзумирани по препорака на доктор, а не на своја рака. Има ли некоја бидејќи постојано има некои совети, но постои ли можност да се превенира, односно да се спречат алергиите? Иако има совети да се седи во затворен простор, да не се отвара, да се избегнува, што е сепак невозможно. Стаклено звоно е не соодветна препорака и некако едноставно живи сме, не можеме да се изолираме. Особено на пролет сме живи, ја дочекавме. И сакаме и кафе да испиеме надвор на сонце и да одиме на прошетка и едноставно да помирисаме некој убав цвет, така. Воколку човек е алергичен, тоа е генетски предодредено. Едноставно не може да се сузбие. Поентата е да се ублажат ефектите на таа реакција на пречувствителност, кој што, ете така, од нога човекот ќе ги помине, без многу големи драматични симптоми или реакции на организмот. Што е со грипот? Дали може да се каже дека веќе е зад нас? Не, напротив, допрва ни доаѓа, ваквото време топло ладно. 20 април дури беше пикот, нешто така беше или грипот, инфлуенцата ја имаме и во текот на летото, постојано е тука, меѓутоа овој период од годината кога е топло ладно, зависно од денот, е некако најпогоден за развој на вирусите. Вирусите во принцип угинуваат на ниски температури под нулата. Меѓутоа, овој период, кога во текот на денот температурата оди и над 15 степени, а навечер е ладно, така да повторно сме малку во затворен простор, па на отворен простор, па повторно во затворен простор, у суштина е најдобар период за развој на вирусите. Тука е вирусот на инфлуенца, тука е вирусот на настинка, сите вируси овој период од годината да не се лажеме, значи. Бујат, да. Да. Преку зима, еве вие имате гостувано и 2 пати во текот на зимата и некако сме си наоружани со цел арсенал на витамини што ги пиеме. Дали сега на пролет треба да продолжиме? Да, моја препорака, фармацевска препорака е да се продолжи суплементирањето со витамини и минерали. Точно, овој период од годината некако исхраната ја менуваме повеќе кон свежа, споредено со конзервираната негдека до пред 10 дена, 2 недели. Веќе сакаме свежи салати, ротквиците се тука. Веќе можеме свежи салати, да. Така, нели и цената им е пониска овој период од годината. Меѓутоа, суплементирањето со витамини, моја препорака е да се продолжи.
Ајде бе, тоа не е темата. Всушност, кои се неопходните витамини за напролет што треба да ги примеме? Значи, без оглед на тоа што денот е веќе подолг, имаме многу повеќе сончеви часови, суплементирањето со D3 или комбинациите на А со D3 или комбинацијата конкретно за жени кои што се во оној поспецифичен период од својот живот во менопаузата, калиум со D3, кој што е како препарат соодветен за жени во менопауза, треба да продолжи во текот на пролета, меѓутоа и во текот на летото. Тука се препаратите кои што содржат селен, кои што исто така овој период од годината треба да бидат внесувани. Тука се мултиминералните комбинации кои што му помагаат на организмот од аспект на електролити да ги надмине сите, како да кажам, невообичаени случувања, односно состојби пред разболување. Така да целиот диапазон на суплементи, витамините, минералите, ги спомнав и адаптогените, да, овој период од годината се препорачани да бидат употребувани. Со тоа што сепак си имате вие некои златни правила кои што јас ги имам запаметено од вас, да не забораваме дека и тоа не се бомбончиња и дека сепак мора да се има одредени правила како се консумираат. Вие велите никако на празен стомак? Значи, во принцип, витамините ги конзумираме 1 час пред, односно 1 час после оброк, не заедно со оброк. На празен желудник наутро кога ќе станеме, најдобро е прво да се испие чаша вода, па после тоа да следи кафето. Витамините не ги пиеме со кафе, не ги пиеме ниту со јогурт, ниту со чај, едноставно со класична чаша обична вода. И колку е важно да се внимава горе-долу да се земаат во ист период од денот? Не еднаш када е наутро, другиот ден да е навечер? Искра, знаете како таблетите кои што содржат мултивитамини, мултиминерали, суплементи во принцип се наменети за еднаш до 2 пати дозирање во текот на денот. Дали ќе биде секој утро во 8 часот или, например, денес ќе биде во 9:15 и не е така голема разлика. Но периодот од денот да се... периодот од денот треба да биде запазен. Исто така, ако препаратот е дозиран 2 пати дневно или 3 пати дневно, пропуштањето на дозата одеднаш нема да значи многу. Меѓутоа, ако тоа пропуштање на доза се случува многу често, тогаш пациентот, односно човекот, влегува во една состојба на субдозираност, ја велиме ние, каде што лекарството, односно препаратот кој што го прима, човекот го користи, меѓутоа нема ефект. И се поставува тугаш прашање што се случува, или нели препаратот не делува, зошто не делува? И донека на крајот не се доведе нели решението, односно одговорот на прашањето дека всушност човекот заборава да се напие од својата терапија. Или односно не ги почитува препораките. Да, значи воколку за нештото, за конкретен препарат се каже 2 пати дневно по 1 таблета, тоа се 2 пати дневно по 1 таблета. Не е тоа 2 пати дневно по 2 таблети, нити пак еднаш дневно по половина таблета. Јас им ветив на гледачите, секогаш носите вие нешто и за нив, така што може да ги отвориме линиите и во разговор со гледачот вие сами ќе одлучите што мислите дека е најнеопходно да му се даде. Нека ми сигнализираат кога ќе имаме гледач на линија. Јас уште да прашам, напролет, кои лекови се најбарани во аптеките? Искра овој период од годината стандардно некако дури испаѓа како нека правило наназад со години антибиотиците да се најбарани како категорија на лекови. Тука се и на второ место анксиолитиците, нели со најпопуларниот представник диазепамот, меѓутоа нешто што да, онаму каде што е индицирано точно, но не секогаш. Повеќето луѓе, условно кажано, ги злоупотребуваат и антибиотиците и анксиолитиците. Воколку докторот ординира терапија, ординира антибиотик и пациентот, условно кажано, не ја испие целата доза. Останат неколку таблети. Не треба на своја рака да ги пие.
кога ќе се почувствува дека го гребе грлото. Гребењето на грлото може да биде знак дека нешто се случува во организмот. Но што е тоа што се случува? Може да биде или инфект, кога воколу која бактерија ќе треба антибиотик, меѓутоа гребењето на грлото е еден од знаците на алергија. Во тој случај антибиотикот не само што нема да има ефект, туку е напротив контраиндициран, односно ќе даде многу несакани ефекти. А гребењето на грлото нема да помине. Ќе трае се додека има алергени во природата. Имаме веќе гледач на линија, сосема разбирливо. Добро утро, поверете, во програма сте? Ало, добро утро. Добро ви. Мило ми е што ве добив, почит до господинот, поздрав и до двајцата. Би сакала да поставам едно прашање, не знам дали е на место. Имаме бебче од година дена кое што појави од после омикрон прележување, алергии на глутен, на нешто што не јаде детево. Дали тоа преку млекото се пренесува пошто е доенче со дохранување и што би препорачале за бебче како заштита од алергии? Детето е на мајчино млеко или на млечна формула? Само на мајчино млеко и дохрана зелен тук и овошје. Добро, ја спремате дома или? Дома. Дома спремено. Знаете како чувствителност, односно пречувствителноста кон глутен се јавува, се детектира најчесто во периодот кога е конкретно гледачка, односно детето. Да. Во периодот кога се почнува да се внесуваат други прехранбени намирници во исхраната на новороденото. Го носиме генот за целијакијата, односно таа алергичност кон глутенот. Денес веќе постојат голем број на прехранбени намирници кои што не содржат глутен, дури и брашно има, така да животот со пречувствителност кон глутен и не е така тежок. Како што било порано. Со тоа што мора да се внимава. Така. Дали имаме нешто што вие би можеле да му препорачате сега на бебенцето? За новородени во моментов немам, меѓутоа тогаш за гледачката, значи. За гледачката предпоставувам дека беше баба, така? Да, за внучето зборува. Да, тука е уште на линија, да. Значи верувам дека имате дека сте во период од годината менопаузата, така? Па, одавна е помината, јас имам алергии со кои што добро се справувам во изминатите 20-30 години. А кажете ми со остеопороза како стоите? Па, остеопенија имам, инаку сум во седмата деценија, да. Сте направиле дензитометриско испитување. Значи, за вас имам еден препарат кој што е од брендот на Джеймисон, тоа е комбинација од K2D3, витамини кои што всушност му помагаат на калциумот да правилно биде инкорпориран во коските, односно да ги малце зацврстиме коските. Благодарам. Кој што е наменет кај нели и мажи и жени во повозрасниот период од животот, во насока на зацврстување на коскеното ткиво. Јас многу ви благодарам на јавувањето. Производот ќе може да си го подигнете од просториите на Алфа телевизија и вам многу ви благодарам на вашето гостување. Секако ве очекуваме следна прилика со нови корисни совети. Искра, моје задоволството. Благодарам.